Добра вечер на сите, делчевчанки и делчевчани, така е, нели? Да. Добра вечер, членови на ВМРО ДПМНЕ и нивни симпатизери. Добра вечер, коалициони партнери на ВМРО. Добра вечер на сите уште еднаш. Се мислам што како да го почнам денешниот говор и гледам полна месечина. Затоа е толку студено изгледа. Има една прекрасна книга од еден македонец во Грција, професоре по биологија, се вика Димитрис Воцис, а книгата се вика Македончето. Тоа е приказната на едно 12-годишно дете, кое се разбира, бега, за да си го спаси животот со семејството, и бидејќи е мал, си велел, јас трчам, а месечината ми бега. Никако да ја фатам. Кога станал возрасен, заклучил дека бегала навамо на кај нас. Значи, како што имало низ векови македонци во Северна Грција, во Егејска Македонија, има и денеска. И месечината ги води секаде каде што се тие, и во Пиринска, и во Вардарска, и во Егејска. Значи, како што вели председателот на ВМРО ДПМНЕ, кога го прашува премиерот на кој јазик говорат оние кои не се грци во Северна Грција, а се македонци, тој се срами или се плаши да го каже тоа, иако сите знаеме дека го зборуваме истиот јазик. Оној кој ќе го најдете во абецедарот отпечатен во 1925 година за децата македончиња, оној кој ќе го најдете, ама веќе ќе го тргнат изгледа, по топонимите кои постоеле до 1926 година и постои декрет на кралот, така се вика, декрет за промена на имињата на окупираните територии. И следи една долга листа на имиња. Не сум националист, но не можам да не кажам дека не се работи за диаспора, како што сега, според нашиот устав, погрешно тоа звучи. Се работи за нивната татковина. И кога е во прашање употребата на македонскиот јазик, тогаш не е во прашање никакво мешање во внатрешните работи на Грција, зашто постои рамковна конвенција за заштита на правата на малцинствата и постои конвенција за регионални и малцински јазици и таа важи за сите малцинства, па и за македонското. Ама тоа нашиот премиер, министерот за надворешни работи и оние околу нив не го знаат или не смеат, или не сакаат да го кажат. Тоа не е во ред. Слушаме дека во Преспанскиот договор се зборува за ендоними и екзоними. Демек, екзонимот е името што надвор го употребуваат за местото, а ендонимот тоа на службениот јазик. Ама документите што ги споменав бараат имињата на местата
да бидат напишани на топонимите, исто така, кои се историски наследени. Сигурно знаете дека македонците во Грција ги викаат домородци, ендопи. Значи, ова не е срамота да се каже и да се побара, но за жал тие не го знаат. Ова е срам, а јас понекогаш велам, може би затоа има крај македонските реки едно растение што се вика срамниче или срам, ама изгледа тие не знаат дека постои. Денеска има причина за уште еден срам, што мене страшно ме загрижува, зашто утре треба да одам, денеска инаку бев на дебата, ќе ја гледате во 9:15 на Алсат, утре на телевизијата 21. Но, што се случи со телевизијата 21 во Арачиново? Ги избркаа новинарите, им се заканува со сила, роднините на градоначалничката од СДСМ. Зошто? Зошто сакале да направат рамнотежа, да направат репортажа за Арачиново, местото во кое 2 месеци немаа вода граѓаните, местото во кое треба да градат водовод и канализација, ама од парите и од почетокот на градбата ни траг, ни глас. И сега сите ние што предаваме уставно право и се повикуваме на Европската конвенција, велиме срамота од и членот 10 бара заштита на слободата на изразување. Таа е составен дел на правото на информирање, но еве на новинарите од 21 тоа им го забранија. И затоа ние протестиравме. Ама на што попрво да протестираме? Се сеќавате дека го забранија или се закануваат дека ќе го забранат филмот и без да го видат заради коалициониот партнер на Јани Бојаджи, ругањето со Христа, а потоа многу амбасадори лекоа дека се восхитени од филмот што го гледале и дека ни траг, ни глас нема од било каков говор на омраза. Замислете, филм што беше награден во Канада, тие уште без да го видат и пред да го видат, за да може да имаат гласачи за Преспанскиот договор и за да им оди политиката и бизнисот како што треба, сложно, го забранија филмот. Забранија и книга на господинот Андов. Шокантно. Во 21. век да забранувате книги. На книга може да одговорите со книга или може да го тужите авторот. Ама да ја забраните книгата, не. Тоа се случуваше во едно друго време, времето пред и за време на Втората светска војна. Тоа не е демократија. И затоа нас химната секој ден со месеци не подсетува дека имаме морална обврска да се бориме за правото, правдата и правдините. И тоа го правиме. Тие се свесни и исплашени и затоа грешат. Ама земја во која се забрануваат книги и филмови не е европска земја. Нема поважно нешто од слободата на говорот, од слободата на творештвото, од слободата на информирањето. Тоа сите го гледаат и дома и надвор. Вие што го гледате тоа дома и ние, тоа треба да го санкционираме на 21. и на 5. Оние од надвор
Се разбира дека тоа го бележат внимателно и дека ќе им го соопштат во извештајот што следи. Ама, ако го додадеме се во ова, на сето тоа што го направија во овие повеќе од 2,5 години, а ништо не направија освен промената на името, направија само многу во сопственото збогатување, во бизнисите фамилиарни, во вежбањето корупција и криминал, во уживањето во непотизмот, во вработувањето роднини, пријатели, партиски луѓе и војници, политички луѓе и војници, од кои никој нема корист, ни тие немаат корист, освен што ја имаат нивната послушност, а да не говориме за нас. Оти наместо наш сервис на граѓаните, а за да бидете сервис на граѓаните, треба да знаете, да умеете, да поседувате вештини, ама исто така и да се однесувате согласно правото и правдината, тие се некорисни. Затоа мислам дека треба да ги подсетиме и на тоа на 21 и на 5 мај. Не може да се живее во земја во која е згазено владењето на правото. Таа нема ништо европско. Европска е само нивната реторика. ЕУ, НАТО, само тој рефрен го повторуваат и мислат дека колку погласно и колку почесто тоа го прават, толку полесно ќе добијат датум за преговори. Напротив, се изморија од нивната реторика. И се разбира, сега ќе стигне писмото. А во него пишува или ќе пишува, не сте спремни, зашто не ги исполнувате стандардите, треба да повежбате, а мислам јас дека друго е полесно. Да повежбаме ние гласање на 21.5. и да ги ослободиме од политичката одговорност, а потем, што е можно побрзо, да излеземе уште еднаш, да ја повториме истата демократска вежба на предвремените парламентарни избори и да добиеме пристојна, одговорна, нова македонска влада, што знае и умее, има програма, се демократизирала внатре партиски, што му отворила врата за Гордана Силјановска-Давкова и сега заедно ќе се вратиме на правото и правдата, така ќе станеме европјани, така нема да бидеме само балкански луѓе некаде заглавени во транзицијата, а тие ја изведоа и приватизацијата во транзицијата и се збогатија, тие тогаш решија дека може да не водат сметка за правото, ама доколку послушно ги исполнуваат барањата однадвор, дека ќе добијат по некој датум, ќе бидат толерирани, ама мислам дека моментот што доаѓа веќе не го дозволува ваквото поведение ни однадвор, зашто нема да го толерира нивното поведение што е далеку од европското. Се разбира дека да сакаа и да можеа, ќе стореа нешто, зашто закитени се со идеологија на социјал-демократска партија, а обично социјал-демократските партии водат сметка за социјалната држава, се грижат за социјалните случаи, за ранливите категории на луѓе, водат сметка за хуманоста, за социјалната правда, ништо од тоа во нивната бесплодна, лажна социјал-демократија
не препознаа граѓаните и затоа сега ги полнат плоштадите и местата каде што ние доаѓаме, зашто нашите зборови се блиски на нивните и нашите ветувања ги пресретнуваат нивните потреби и желби. На оваа линија и јас ќе се обидам, а овде гледам многу жени, да ја феминизирам политиката, ако сакате, председателската функција. Зашто мислам дека жените толку многу знаење, упорност и креација што собрале, што редно е таа како вулкан да дојде до израз. Јас ќе се обидам тоа да го координирам, јас ќе се обидам тоа да го ставам на располагање на македонскиот народ, на македонците, на албанците, на турците, на ромите, на власите и на сите останати, ама и најдоброто од нив да го препознам, за да можам да го ставам во функција на националните интереси на Република Македонија. Да не дозволиме оваа власт да се најде во нивните раце, оти секоја власт што ќе ја допрат ја злоупотребуваат. Мислам дека веќе нема простор за злоупотреба, зашто веќе нема простор ни за импровизации, зашто Македонија заслужува нешто подобро, заслужува коалиција за подобра Македонија, за посрекна Македонија, за европска Македонија. Го имате мојот збор дека во председателскиот кабинет ќе се обидам, ќе сторам се да ги препознам, да ги ангажирам, да ги инспирирам оние кои знаат, кои умеат, оние со дигнитет и интегритет, оние за кои што политичката функција е обврска, предизвик, а не шанса за богатење или за повисок статус. Така ќе покажеме дека сме поинакви од нив. Инаквоста ќе ја канализирам и во поглед на сите надлежности на председателот, односно на председателката. И кога се работи за Уставниот суд, и кога се работи за Советот за безбедност, и кога се работи за соработката со Министерството за одбрана, односно при именувањето на шефот на генералштабот, именувањето на генералите, исто така при номинирањето, односно именувањето на амбасадорите. Ако на најдобрите места се најдат најдобрите луѓе, најквалификуваните луѓе, тие нема да бегаат надвор. Имено, надвор младите најмногу и најчесто бегаат, зашто не го препознаваат животот овде. Тие си создадоа прекрасен живот за нив, ама нашиот живот под нивната власт е како во Орвеловата книга 84 година. Мора да се ослободиме од тоа. Јас ве уверувам дека и кога ќе го употребувам ветото, тоа ќе го правам водена од поривот за право и правда, почитување на уставот и законите. И кога ќе се обраќам пред пратеничките и пратениците, ќе ги адресирам најтешките, најгорливите, најболните проблеми на најранливите категории
во Македонија. Знам дека е листата непрегледна. Дали да зборувам за лица со посебни потреби, дали да зборувам за ромската заедница, дали да зборувам за млади, за пензионери, за земјоделци, за лекари. Крај немаат проблемите. Но тоа пак отвара простор за жестока критика и за ваша конечна одлука. Зошто таа одлука не само што ќе значи крај за нив, крај на едно несрекно, тажно, неспособно, импотентно политичко владење. Таа ќе значи почеток на промени и на реформи. Ако ме изгласате, бидете сигурни дека ќе сторам се од она што сум го учела, што сум го знаела, што сум го предавала, што сум го пишувала, за да го применам за доброто на Македонија, за правото и правдините на Македонија. Се разбира, тие не се абстракција. Тие постојат за да може народот да живее подобро, поубаво, да не бега надвор, да биде горд со својата татковина, да ја цени власта, да ужива доверба кај него. Јас ќе сторам се за да ги освојам не само вашите срца, туку и вашиот ум и вашата доверба, за сите заедно на вистина да се обединиме за доброто на Македонија. Благодарам. Почитувани, а сега го повикувам на сцена председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски.